Нов закон за работни односи, недела, неработен ден, државната помош за работниците, а не за компаниите, покачување на минималната плата. Низа од прашања се надвиснати над работникот денес во Македонија. Синдикатите разединети, но со горе-долу слични барања. Владата еквилибрира меѓу барањата на работниците и оние на собствениците на компаниите. Денеска на иста маса во 24 отворено со синдикатите, работодавачите и владата ќе разговараме за овие теми. Наши гости денеска се Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи на Македонија. Добар ден, добре дојдовте. Фатмир Битики, вице-премиер за економски прашања во владата. Добар ден и за вас. Добар ден, добар ден. Дарко Димовски од Сојузот на синдикати на Македонија. Добар ден, добар ден. Добар ден. И Маријан Ристевски од Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. Добар ден и за вас. Господа, ќе почнем со барањата на синдикатите. Димовски, имавте еден проглас во саботата како традиционално за денот на работникот. Кое е ваше клучно барање во овој момент, што го истакнувате како приоритетно во барање? Така е, ние искажеме за 1 мај за денот на работникот и денот за трудот со еден наш проглас. За нас клучно барање е што побрзо се донесе новиот закон за работни односи, каде што ќе ги регулираме правата на работниците, тоест треба да вратиме многу права што беа изгубени во овој изминат период. И со тоа што најголемо зло како на нас работниците што ни се јавува е губењето на работните места по основ на договори на определено време. Сега законот за работни односи дозволува тој договор на определено време да трае до 5 години, што сметаме бидејќи е тоа многу голем период и се манипулира од страна и на работодавачите и на одредени, да не кажам ајде, партии. И тој договор не ни обезбедува никаква социјална сигурност, нити па може да се планира медината во оваа држава. Затоа ние како Сојуз на синдикати на Македонија сметаме дека тој договор на определено време треба да биде најмногу до 1 година и тоа во исклучителни ситуации кога предпријатието или фабриката нема предвидено такво работно место, па да може да ангажира таков работник на определено време. Бидејќи како што знаеме, според нашата статистика, 70% од работните места се изгубени со тие договори на определено време, тоест тие договори понатаму не им се продолжуваат и немаме ние на никаков начин не може да ги заштитиме тие работници што ќе бидат отпуштени по основ на тој договор на определено време. Добро. Ристевски, со што вие го дополнувате овој список на синдикатите? Па видите, освен овие барања што ги достави колегата Димовски, ние имаме уште одредени наши барања, поготово делот кај што баш би искористил присуството на вице-премиерот во делот на сет мерки кај што се бараме ние, бидејќи убаво е тоа што се дава бескаматни кредити на работодавачите. Мислам, не е лошо да се дадат и строго наменски кредити на одредени граѓани кои што стварно се во тешка материјална состојба. Например, тие пари кои би се доделувале, не би се доделувале на лично да му се дадат на граѓани, него директно. Ако за овој период потрошил големи средства за лечење, ако е заглавен по извршители, по кредити по банки, мислам да се даде еден бескаматен кредити на граѓаните, ќе биде од голема добивка. Иначе во последно време што се однесува за нашите барања, можеби некому ќе биде чудно, меѓутоа ние како независни синдикати, како Конфедерацијата имавме состанок и за разлика од сите години кај што ние сме протестирале за 1 мај, дури ме радува што ги потегнавме и другите синдикати да протестираат за 1 мај, ние оваа година одлучивме ради споените празници, протест ќе правиме на сега во сабота на 6 мај, каде што децидно ќе ги доставиме барањата. Мислам ќе бидат интересни барањата, некои барања што некои права што ги има работниците во минатиот период, на пример едно ќе спомнам, само ќе нафрлам, бараме да се вратат работниците, значи да имат членови во управните одбори на јавните претпријатија. Тоа беше многу јака придобивка, знаете, работниците да учествуваат, да знаат што се случува, да бидат подготвени ако се прават некои трансформации, ако некои измени. Мислам тоа нема, ќе не идеме на одобрение од владата, веќе и она се декларира како левичарска влада која што се работува со синдикатите. И само едно ќе кажам, ме загрижува во последен период притисоците што се прават врз независните синдикати, како за мене необјасними причини од синдикатите, така и мора да потенцирам од одредени директори на предпријатија и министерства. Имаме прекрасна соработка, значи не е со сите, бија поздравен соработката со вице-премиерот, кај што имаме во социјално-економскиот совет, министерот Маричич, меѓутоа
последните недоразбирања и ароганција од страна на министерката за образование Царовска, морам за жал да спомнем министерот за внатрешни работи господинот Оливер Спасовски, кај што подоцна ќе образлушам кој е нашето незадоволство. Добро, поединечно ќе ги образлушам имаме време во текот на емисијата. Димитров, со делот овие барања дали се согласни работодавачите? Еве првото беше околу делот на она што се вели ограничување на траењето на договорите за привремено вработување. Па може да кажем дека во однос на скратувањето на рокот на можност за склучување на договор на определено работно време, овде синдикатите се целосно право и ние за тоа се согласуваме. Бидејќи во Македонија навистина 5 години период во кој некој работник се држи на определено работно време е нелогична работа. И тоа најчесто се правдаше со тоа дека постапката за отказ е многу сложена во Македонија, дека е една обична формална постапка кога се сгреши судот го враќа работникот, па работодавачите и не заради целта за склучување на договор на определено време. Значи договор на определено време се случува за работи кои траат кратко време, за одреден период кога има зголемен обем на работа и други случаи, а не заради тоа да полесно го напуштам работникот. И тоа е факт дека тие се користеа за полесен, така да кажам, полесен отказ и тоа се случуваше најчесто и сега во време на пандемијата, но правото на работодавачот да не го продолжува тој договор на определено работно време си е нормално гарантирано и тоа има судски постапки кај што тоа не се смета за отказ. Но мислам дека сме блиско до наоѓање на некој компромис. Ние се согласиме тоа да се скрати до максимум до 3 години, значи по истекот на 3 години да може на работникот да мора да му се трансформира работниот однос во неопределено работно време и уште треба да се согласиме околу тоа да не може сите работници да бидат на определено работно време во една фабрика. Значи да има одреден процент, 20 или 30% од работници да може да бидат на определено време, додека другите на еден нормален начин да има договор на неопределено работно време. Но знаете, не може само закон за работни односи да ги гарантира остварувањето на правата на работниците. Факт е дека ние имаме висока заштита на работничките права, дури во Уставот на Република Македонија, во Кривичниот законник и така натаму. Ништавна е секоја одредба од договорот за работа меѓу работодавач и работникот која е спротивна закон. Автоматски ништав. Но за жал во пракса имаме непочитување на договорите. Инаку дел од ваквите логични барања кој што е ова на синдикатот, ние се согласуваме, но мислам дека сакајќи да се на еден начин подобри заштитата на работничките права или подобро се примени заштитата, се прибегнува кон некои барања кои се повеќе од административна природа и ги оптеретуваат добрите работодавачи, они кои ги почитуваат законите, да речеме со последните допуни или предлогот за новиот закон за работни односи, договорот за работа е скоро пола закон. Нема потреба во договорот работа за стои да речеме откасни рокови. Се знае кој во самото решение за отказ ќе биде дефинирано отказниот рок, да речеме од 30 дена. Битики, како вие оценувате состојбата на работникот денес во Македонија? Прво сметам дека состојбата воопшто во Македонија е одраз на целото општество. Во кревко општество веројатно прво е проблематично диалогот и тоа го немавме пред некоја година. Мислам дека сега треба да нагласиме дека диалогот кој што се случува, трипартниот диалог кој што се случува во економско-социјалниот совет помеѓу синдикатите и работодавачите е на високо ниво и за разлика јас се последниве 13 години следам политичка сцена, сметам дека никогаш на ова ниво не било. Самите може да кажат и синдикатите и работодавачите, буквално моментумот дека разговараме за секој едно легитимно право, дали се на работниците или работодавачите, и отвараме било која тема, дали е тоа системски закон за работни односи или е друг закон, сметам дека укажува дека се уште не сме дојдени до таму кај што би сакале сите да бидеме, а тоа е работниците навистина да ги уживаат привилегиите на работничките права, но и работодавачите од друга страна да се чувствуваат лагодно во нивното функционирање затоа што некој не наметнува дополнителни барања. И ние се како влада се обидуваме да направиме некој баланс измеѓу барањата на синдикатите и на работодавачите. Искрено морам да признам дека
сме на добар пат, се уште имаме пат да изодиме. Ние имаме, навистина, ќе ги спомнеме најверојатно неколкуте примери. Ние околу законот за работни односи за неделен неработен ден Токму имавме, сакав имавме да прашам, навистина можеме долга малку да ја отвориме дискусија. таа тема. Вие ја отворивте таа тема како Па да. влада која што произлегува од оваа лева Ја опција, па отворивме после во почнавте да се повлекувате Не. поединечно по дејности, по групи и така натаму. Не, До каде е таа работа? од првиот ден кога ја отворивме дискусијата за неделен неработен ден, кажавме дека тоа ќе биде направено на консултативен начин помеѓу синдикатите и работодавачите, затоа што не можете да направите една системска промена која што бара промена и во однесувањето на сите во општеството, а без при тоа да ги прашате клучните чинители. И затоа ние моравме, и овде нема да се согласам дека отстапивме, моравме да осигураме дека во недела ќе има нормален животен процес на сите тие кои што нема да работат, а тоа ќе имаат содржина со кој што нема да им се ускрати одредена услуга која што они би требале да ја добијат. И таму се исклучоците. И дојдовме до исклучоците заедно и со синдикатите и со организацијата на работодавачи. И сега ако е отстапување дека треба да има техничка подршка за нашата мобилна телефонија, јас велам во 21 век, извинете, ама тоа не можеме да го занемариме, не можеме да им забраниме на нив да работат. Картички исто. Дека мора да има техничка подршка во банка за кредитните картички, секако. Дека ќе им овозможиме на одредени угостителски објекти во туристичките места, во чаршија и така натаму, да. Дали може да има Од одредено... што ќе зависи кој угостителски објект може да работи, а кој не? Не, Што велите одредени во туристички места, во чаршија и така да, натаму. нема да работат трговските објекти насекаде и ние веќе го пуштивме законското решение и на ЕНЕР и наскоро ќе влезе во собраниска процедура и јасно е утврдено. Угостителските објекти ќе им се дозволи да работат во недела со одреден временски период, ќе им се дозволи работа според законот за трговија на одредените дејности во трговија во трговските центри. При тоа морам да нагласам дека ќе им се лимитира времето на работење само во една смена од 10 до 18 часот. При тоа ќе плаќаат дополнителна давачка за работењето во недела. Таа дополнителна давачка е до 2% од приходот заработен во неделата и тоа ќе иде наменски, таа давачка ќе иде наменски за градење на детски градинки. Значи направивме еден модел, еве заедно, во економско-социјалниот совет во кој што и дозволивме да се работи затоа што мораме да се грижиме за економијата, но и исто така работниците да се Значи ќе работат, може да работат трговските центри, во една смена. овие службите што ги спомнавме што се техничка подршка што нормално мора да постои, претпоставувам бензински пумпи оние што се исто така дежурни како што се. Што станува со пазарите? Зелените пазари може да работат само во таму кај што се трговски поединци, кај што самиот сопственик утврдува негово работење, не неговите работодавачи. Така е дефинирано. Тоа значи дека тоа значи и малските продавници кои што ги имаме насекаде, ако самиот сопственик сака да работи, ние му викаме да дефинира една смена во недела, можеш да работиш, но не можат твоите работници да работат во недела. И при тоа... А овие што продаваат на тезга на пазар? Тие нема да се, мислам дека со законот за трговија ги елиминиравме, тоест нема да можат да работат, иако тие се бунат, велат дека недела им е најдобар ден за промет. Добро, ќе видиме во текот на ова. Добро, Димовски? Вие кога почна емисијата кажавте дека синдикатите се разединети, ние не сме разединети. Ние се разединуваме во нашите ставови. Еве јас ќе зборам за Сојуз на синдикати на Македонија, тука е претседател на КСОМ, нека потврди. Ние сметавме дека недела како неработен ден треба што повише работници да не работат. Додека Конфедерацијата и независните синдикати сметаат дека треба да се работи и тоа да биде на некој начин платен или да биде зголемена дневницата за 50% и понатаму утврдена со колективен договор. Нашата интенцијата не беше што повише работници да не работат, они сметаат така и затоа ние не можевме први мај
да го бележиме заедно, бидејќи пак ќе кажам, ние имаме наши органи и тела каде што се донесуваат овакви одлуки кои ја што ги кажувам. Конфедерацијата и слободните синдикати имаат органи и тела каде што мислат дека треба да работи. Ние како Сојуз на синдикати на Македонија по нашите барања баравме сабота и недела да биде неработен ден, а 40-часовната недела да биде уредена во законско решение, бидејќи знаеме се злоупотребуваат тие прековремени сати и што прават некои несовесни работодавачи, да не го наверна председателот. Они од понеделник до петок ги повикуваат нашите работници, работат 8 сати и уште 8 сати го викаат во сабота да работи. Тоа не е прековремена работа. Прековремена работа е јас денес како изработам 8 сати и мојот работодавач газда ми рече остане Дарко уште 2 сати, тоа е прековремена работа. Ме разбирате? И ние си направивме и сабота да ни влезе како ден како работен ден, што е недопустливо. Значи прековремените сати не треба да ги прецепираме на начинот. Работам 8 сати, останувам, тоа е прековремено. А да би викам повикан од дома, тоа не се. И затоа ние сметавме во фундаменталниот закон, законот за работни односи, да се утврдат кои се тие работни денови. Дека да вика недела и друг ден во неделата. Ја пак ја кажа примерот. Денеска Дарко работел, доа ја трудов инспекторот. И вика зашто ти ја Дарко на работа недела, а па на Дарко вторник му е слободен ден. Тој сигурно нема да дојде во вторник. И затоа ние баравме во недела неработен ден, наше барање, како што каже вице-премиерот кој е военер, и таму имаме наши забелешки, викаме, секој неработник што ќе работи во недела, во утврдените дејности во ставот 3, тие есенцијални дејности што не може да биде прекинат процесот на работа и да се допунам на вице-премиерот. Значи маркетите, пазарите и други работи што не се во склоп на трговските центри или моловите, тие нема да работат. Или ќе го примене словенскиот модел, каде што ќе работат газдите. Тој ден ќе се застане газдата и газдарицата и ќе се работи тој. А работникот ќе одмара. Ние сметаме, во овие кај што се следат уставот 3, сите дејности кај што може да работат во недела, да одмараат или денот претходно, во сабота, или денот после тоа. За кога ќе дојде трудовиот инспекторат или пазарниот инспекторат, да имаме увид дека Дарко го работел во недела, ќе одмара или во сабота или во понеделник. А добро, не ве задоволува барање дека на нив ќе им биде платено прековремено за, како што кажа? И ќе одмара. Имате Видали, слободен ден. Ние збориме за моловите и таму вика од 8 часот до 16 часот и 8 часот, значи на смена ќе одмара. Разбирате? Така, ама наш како Сојуз на синдикати на Македонија ние сакаме што повише работници да одмараат. Тоа ни беше нас интенцијата. И ние викаме сабота и недела со уредена работна недела од 40 часа. Добро. Но морам овде само затоа што во јавноста ја дискутираме, ние кога дискутираме внатрешно се разбираме, но во јавноста се слушам. Се направи толкава фама, например, за трговските центри. Ние треба да дефинираме колку работници работат во трговските центри сега. Во овој момент 4200 работници работат во сите трговски центри во државата. Се очекува дека ќе работат уште 2000 во новиот трговски центар кој што ќе се отвори. Зборуваме за 6000 работници, тоа е 1%, близко, приближно до 1% на вкупниот број на вработени во државата. И нив им ограничуваме колку може да работат, плюс им додаваме дека тие кои што ќе работат во трговски центар ќе добијат за тој ден 100% на дополнително работна плата, дневница и плюс ден одмор. И тоа е да се бориш за правата на тие кои што треба да го добијат, а тоа се правата на работниците. И овде е тоа што ние го кажуваме во економскиот социјалниот совет, постигнавме консензус. И ова е напредокот кој што го имаме направено. И ова вице-премиер, мора да кажеме сите оние што ќе работат во тие есенцијални дејности што ќе дозволиме во ставот 3, истите собственици се должни да го пријават тоа до трудовиот и пазарниот инспекторат. Значи јас од тука се надевам на таа контрола, бидејќи некој ако го прекрши тоа право, ако си дозволи да работи, а не е во ставот 3, тогаш тој ќе има сериозни проблеми, бидејќи предвидовме сериозни казни, дури до затварање на објектот. Очекувате ли ова да се почитува? Ристевски ќе вклучам и вас. Значи, у почеток специјално. може би знаеш како малце делуваше оптимистички, не работа во неделя, луѓето мислеа сега нема да се работи ништо. Иначе факт е дека и до сега работат, еве јас работам во Жреница, недела да се работи голем број на вработени работа. Меѓутоа што беше проблемот до сега? Значи до сега имавме ние некои расправи и со заменикот министер за вице-премиерот, значи и он увиди ме радува. Имавме дури дебати малце на повисок тон. До сега стоеше во законот дека
работникот, ако работи во ден на неделен одмор, стоеше. Знае Ангел многу убаво во законот. Не стоеше работа во недела. И ние со тешки маки, со многу адвокати, до сега на суд и паѓавме на суд. Ако работникот работеше во недела и не можеше да земе дневница за тоа што работи ни слободен ден. Сега морам да кажам, поготово нашата конфедерација, еве Дарко е свесен. Направивме голем напор, вице-премиерот увиде зашто се работи, бидејќи повторно стоеше и во сегашната верзија на закон, ако работникот работи во ден на неделен одмор и буквално ништо не сме направиле. Сега е децидно стои, ако работникот работи во ден на недела, и дури има и процент што ме радува, стои 50%, а во законот за трговија стои 100% надокнада. И во првата верзија не постоеше процентот. Еве, ќе кажеме да се анегдотали што беше тоа, ако имавме социјално-економски совет, дури со вице-премиерот се кладевме по една пијачка, што се вика, му вика, ако нема процент, ништо не сме направиле, вице-премиер, верувајте, пак имаме проблем. И по една пијачка, меѓутоа не сакаше да час изгледа пијачка, се расалиме, го прифатија процентот. И тоа е голема придобивка, мора да признаеме. Иначе што се однесува до работа во недела, точно ние знаеме дека многу луѓе работат и треба работникот при самото аплицирање за работа, он ќе биде свесен дека работи во недела. Меѓутоа да не биде злоупотребен, да му се плати работа во недела и другата недела да добие слободен ден. Добро, колку ова ќе ги подигне трошоците на работодавачите? Видите, Иво? особено ова во трговијата, сигурно дека ги подигне трошоците и работодавачот овде сам треба да направи калкулација колку приходи остварува во неделата, колку значи изголемена и трошоци за плюс дупла дневница, 100% изголемена дневница на работниците, колку значи 2% од купниот приход, кој треба на годишно ниво да го уплаќа во буџет на Република Македонија, и тогаш тој самиот ќе одлучи дали да работи или нема да работи, бидејќи законот не го задолжува да работите во недела, тој самиот ќе одлучи дали ќе работи. Точно е исто што беше спомнато дека помеѓу КСС и ССМ во старт имаше разлика. Значи, додека ССМ се ангажираше, се залагаше да што помал број работници работат во недела, КСС велише не е проблемот што се работи во недела, проблемот што не се плаќа. Дајте изголемена дневница и пуштите ги слободно кој сака нека работи. Сега направивме еден компромис. Прво, најважно е ова што Марија го кажа, дека недела е ден на неделен одмор. Значи не може среда или петок да биде ден на неделен одмор. Тоа го веќе дефинираме. Второ, ги наведовме сите дејности каде што заради самата карактеристика на дејноста мора да се работи. Да речеме во фармите нема да ги оставиме стоката да умира без леп тој ден, или во високите печки каде што не може да се сопре процесор, во телекомуникации, во вашата дејност, во медиумите, ви функционирате и во сабота и во недела да имате програма. Така да ги наведовме сите програми, но наведовме и некои помошни служби, да речеме во банките. Банката нема работи сигурно во недела, но службата поддршка на кредитните картички за функционирање на целиот систем мора да функционира. Тоа се однесува и за телекомуникации и така натаму. И сега најмногу можеби во јавноста предизвика одредбата дека во трговијата на големи и мало ќе се реши со закон за трговија. И дека и тој закон за трговија, измена закон за трговија е на ЕНР ставен во јавна расправа. И таму мислам дека се направи добар компромис. Сакате да работите во недела, платите плюс 100% и ќе платите 2% на приходот на државата за изградба на градинки. Работодавачот сам нека се одлучи дали ќе работи. И се дозволи да работат само вработените во компаниите, трговците поединци. И што мислам дека е добро што се направи, бидејќи ќе се поставише во прашање уставното право на работа. Некој да ми забрани мене, јас имам собствен дуќан да работам во недела. Зошто да ми забрани? Јас сакам да работам, никој не може да ме спречи. Така да и тие исклучоци се добри и мислам сега на еден начин имаме едно компромисно решение. Ќе има служби кои ќе работат, работникот ќе си зема 50% зголемена дневница, како и сега што е согласно општиот колективен договор, и ќе мора да користи друг ден во текот на неделата за неделен одмор. Тука малку се разидуваме со ССМ, тие викаат сабота или понеделник, ние велиме не е можно заради организација на работа, не мора да биде понеделник, може да биде вторник или среда, за да може да се ротираат работниците, бидејќи таму некаде се работи во 3 смени. Така да може секој работник на одредено време на 3 недели да дојде еднаш да работи во недела. Но предпоставувам дека навистина на граѓаните треба да им се објаснат одредени работи. Например, голем исчекор, и мене ме радува, навистина ме радува што воопшто почнавме да дискутираме на враќање на едно право за работниците, а тоа во недела да може да одморат. Но ме радува и еден друг момент кој што луѓето не сакат или не го слушаат, а тоа е дека наменски дефинираме одредена давачка кон државата и наменски кажуваме зашто тоа ќе се користи.
проценетата вредност на таа дополнителна давачка од 2% за работа во недела е некаде од прилика 1,5 милиона до 1,8 милиони евра дополнителни приходи во буџетот. И велиме дека тие пари ќе идат за градење на детски градинки. Значи да земете предпоставка дека една просечна добра за 200 деца градинка е од прилика 500.000 евра, 300 до 500.000, зависи какво. Значи ние годишно од само една таква давачка ќе градиме минимум по 3 градинки и ќе дадеме простор на работниците да имат каде своите деца да ги однесат во пристојни, добри детски градинки. И тоа е новина која што ја направивме заедно. И ова е и шекорот искрено кој што го имаме направено. И така, да пробаме. И се зајакнуваат казнените мерки. Значи, Да. сега не беше предвидено казна за затварање на дејноста во рок од 15 дена, ако работодавачот не го почитува членот за ден на неделен одмор. И затоа мислам дека Така да мислам да дека пробаме. Ова Треба да пробаме да функционира. кој ќе ги контролира овие земеме служби? службите? Трудовата инспекција? Трудовата инспекција. И пазарните и И трудовите. трудовата и може да- пазарната Да. инспекција. И они беа вклучени во Да. Види, Младен, јас сум само загрижен, пак ќе кажам. Друг ден во неделата, само заради тоа сум загрижен, бидејќи ние многу пати работниците сме изиграни, и јас сметам дека уште тоа да го доредиме на еден начин е направо, бидејќи нашите анализи при Сојуз на синдикати на Македонија и економското деление кажува сите работодавачи и ние работниците што работиме во недела, работодавачите газдиве прават приход од 3,7 милиона евра, а ние не знаеме дали се платени тие работници што работат во недела и по остав на додатоци, приходи, дневници, пијом и така натаму, државата губи 1,2 милиона евра. И тоа е многу сериозно. Значи, ние сме во исти кош, не го ставам тука председателот, бидејќи он има синдикат и знаеме како работи во неговата фирма, но пак ќе кажам, ние мора да му возможиме на работникот да одмара. Не може да викаме и друг ден. Кој ден е тој, кој е тој друг ден? Кој ден да биде? Ја не викам дека сите ќе злоупотребат, ама кој ден ќе биде? Ако работам во недела, кажеме, Дарко, од среда ќе одмараш. Мене само тука ме мачи. За ова другото во потпуна линија со работодавачите и со вице-премиерот и со другите синдикати. Мене само тоа ме мачи. Мора да му даеме. Прво конвенцијата 161, законот не вика. Помеѓу секоја сме на 12 сати одмор. После таа 24 часа на работен одмор. Ова пак е да све убаво, 50% и 100%, не ќе им ги земеме парите, ги заработиме. Така, и по постоечкиот закон не постоеше право работодавачот, работникот што работи во недела да не му даде друг ден. Неделен одмор. Значи тоа право не значи дека го имал работодавачот, туку не се почитувало. Значи проблемот е на контролата, на казнувањето, на владење на правото, не дека не цело време со казнување да се плашиме, ние не сме Па имали како деца ќе го другачи? со стапчат и стоа Кој на што- глава. ќе има секојаш не почитувач. Знаете, ова може да се реши доколку имаме соработка со синдикатите. Ние како синдикати, ако сакаме, ова го решаваме. Кај Ангел, кај фирмата, се извинам што ве земам, имаме сознание, имаме информации, имаме соработка дека не исплаќате. Абе, комплет работниците, синдикатите пред блокада на вашата компанија, отсрнување со протести. Меѓутоа, јас ќе се повратам назад, мене што ме плаши, зошто, еве сами гледате онамо кај што има независни синдикати, ќе пофалам Министерство за правда со господинот Маричич, во Министерство за земјоделие и шумарство, направивме синдикат независен, направивме социјален диалог, вклучени синдикати, почнав уште почетокот на Лјупчо Николовски, кога беше Трајан Димковски и сега со Аријанит Хоџа господинот се потпиша колективен договор, работниците добија 200 евра покачување, што беше научна фантастика. Зашто сега добија? Зашто уназад 20 години тие работници биле во некои синдикати и никој не се не реагирал за нив. Ние се сеќавате протести едно друго, успеавме се избор. Дарко, молим те, како да имаме соработка? Овај допис ќе му го дадам на вице-премиерот, само да види најголемиот синдикат. Значи во Сојуз на синдикати на Македонија. Дарко, се извинам, овој кај тебе. Благодарение на овој синдикат и на МПС, полицискиот синдикат имате репрезентативност. Само може да прашаме што ние денеска збориме за работнички права или збориме за ССМ и за синдикат. Не, само ако може, Младен, само секунда ќе одземам. Како ќе правиме работнички права? За работнички права збориме, но да го дослушаме сега. Бидете малку демократичен. Само да кажам, како ние ќе правиме работнички права, треба да се здружиме кои работници, а гледате синдикатот што е репрезентативен, така наречен, кај министерката Шакпаска. УПОС. Па кажи Тој кај тебе, Дарко, ти си или не знаеш што се дешава во куќата, извини. Вака, ова писмо би му го дал и на вице-премиерот, бијќи стварно новен секунда. Гледам дека се заложува. Полека малку, полека. Само малку, го гледам дека се заложува вице-премиерот и сака социјален диалог. Меѓутоа, дали се оправдува ова каква соработка? Замислете, најголемиот синдикат во Сојуз на
синдикати на Македонија бара званичен допис, еве го со бројче Добро. све кај Господине Министерката за Ристовски. труд, кај Министерката за труд социјала каде што бара. Не, за ова ќе ве викнеме на последна емисија. Ворец само да кажам, значи замислете бара да дискутира за нас. Сега да не ја монополизираме За емисијата. ова е срамота. И ние преку ова, ама не, пази, јас сега размислувам како председател на КСОМ дека владата очигледно прави некои игри да не блокира, бидејќи не ни се дава репрезентативност. Исто во полицискиот синдикат, па 3000 полицајци имаме. Дали министрот тие полицајци не ги признава за негови? Маријан. Вице-премиер се Ајде, извинува. добро, мораме да одговориме сега на прашањата. Во ред. Ова верувате, ќе ви го дадам овој допис да видите. Сигурно да се бори овако за синдикалната сцена. Ама како да се борам кога ги што правите? Ве молам без маски да не се доближувате вака. Гледајте званично барање кај министерката, владата да решава за нас. И затоа не ни даваат репрезентативност. Сега дали ние да мислиме? Само затоа нема да има синдикати, дека синдикатите си гледаат само за себе, не за работниците. Значи, Ние Значи ова е работничка емисија и ние збориме за работниците да го искористиме, да го искористиме вице-премиерот и председател да работодавачите. Еве Дарко, види си го дописот. Ама ја не сум ја на многу пос, мене што ми каже Дали ова супер. е вице-премиер? Маријан, ама сега да оставиме простор да Ама не одговори. мора јавноста да е запознаеме. Добре, нека одговорат. Еве во сабота имаме против, ќе Маријан, запознаеме. Маријан, Вице-премиер, вие сте Вие вице-премиер на сте државата. Верувајте, лошо делува за имиџот. Во Македонија моментално има само еден репрезентативен синдикат. Во комунизмот не било така. Не, Значи се само добија ще- печатот дека е диктатура, а не е диктатура. Сите Маријан. учествуваме, што е факт за поздравување. Значи, владата во 2017 овозможи да во економско-социјалниот совет седат и нерепрезентативни синдикати. Само за да дефинираме и дадеме простор на сите кои што укажуваат дека некого застапуваат да имаат свој глас. Така е. И тоа е максимум што можеме да го направиме. Така веќе закон. Ние не можеме, и тоа нема да е демократски, владата да интервенира и да се меша во синдикалното организирање. Ама На почитајте крај, дописот. на крај на денот, помош од на државата за крај на клучна денот- Не. Јас само кажам дека го нарушуваат имиџот на државата, ова е точно што вика вице-премиерот. си го нарушува, Има социјален диалог, импос си го пазите. нарушува имиџот, ти не го Вие нарушува. место да барате да видиме работа у некој слободен ден, вие барате средства со Кој сме тие ние? ССМ. А кој е ССМ? Кај пише ССМ? Покажи дали пише Глупо, ССМ. што е ово? Па што ми каже Па Зупов? нека и тебе, човече. Па ние сме сојуз, ти знаеш што значи сојуз? Знам што значи. Сојуз значи Ова дека е ние... свој. Па тој не е мој бе, тој има органи и тела, мој е. тој е здружен. Па тоа ако не е Абе, ќе вас сакај, вас не е диктатура, ти Ајде, Боце Дочев да бидете цареви на синдикатите. Ајде, молим те, вие Тука сакате има- монопол да има. Абе, Вие кој правите монопол? штета на државата. Чека да те прашам извини, од кога си ти председател? Од кога се откоја ми избере луѓе? Ама од кога е, кажи дата. Од кога знам за себе? Абе, од кога знаеш? Па Да. што не си собрал членови до сега си треба да има 100.000 члена. Па кој нема членови? Па ти кажам имаме 3000 полицајци, не ни даваат Ама репрезентативност. сега и Оливер Спасовски ти е крив за тоа. Ти си крив. И јас сум Ти крив. треба да му кажеш на твојот синдикат да седнат Јас заедно да со му кажам на синдикатите мојот синдикат. за да ги бранат работничките права. Министерот си работи согласно законот за работни Не е точно, вие го терате да го крши. Ние го тераме Па го министерот. терате, Спасовски. бе, 5 сега ја терам министерката да крши. Ова ако отиде во Европска унија, знаете што ќе биде? Затоа добивам извештај дека во Македонија нема работнички права. Вие правите злоупотреба на државата. Како правиме тие? Читај си закон кој има комисија за репрезентативност и ред други работи. Кој ти е? Не е таму. Вие сте и у комисија, вие се Не правите. сме само ние таму. Не, Леле. молим те. Абе дај да Заедно збориме за вие сте на- работничите. Почеток кога дојде на Не, ССМ не, рече, ти мене ми не може изненади. вие да располагате зграда од центар на Скопје да издавате тамо казина, ние дојдеме по шупи да плаќаме нашата кирија. Ти беше надежен кога дојде. Дарко, Па Ти тебе беше- кај ти ти беше надежен кога Па дојде ти дека викаш има од 90 Чекајте, ај малку да морам да интервенирам, Морам да интервенирам затоа што не, па тука ви се работодавачи, тука ви е влада, а вие се карате меѓу вас. Мислам, стварно нема смисла. Нека да продолжи делот жестоката полемика меѓу синдикалните представници, иако темата на емисијата може би е друга, особено во услови кога тука се и работодавачите и владата. Господине Бетики, се донесува повеќе пакети на мерки за справување со тековната пандемија, при што во дел од нив беше откриена и злоупотреба на голем дел од таа помош, која што беше намената за работниците, и во дел од барањата сега се оваа помош доди директно за работниците, а не во компаниите. Како го решавате тоа? Значи, прво мислам дека има неколку моменти кои што треба да се нагласат. А тоа е дека во целиот период на криза еден од основните начала на креирање на економските мерки беше зачување на секој едно работно место.
и мораме да признаеме после година дена дека со сите анализи кои што сме ги изборале и со работодавачите и со синдикатите, сме утврдиле дека ако не беше помошта, ќе беа изгубени многу повеќе, неколкократно повеќе работни места него што се изгубени во овој момент. Понатаму ќе ни биде предизвик како преку различните програми да ги вратиме овие кои што изгубиле работни места, работниците, да ги вратиме на пазарот на труд и за тоа имаме цела една, ние оперативниот план за вработување го гледавме заедно на економско-социјалниот совет и таму кажавме дека основниот принцип на оперативниот план за вработување ќе биде дека ќе ги таргетира лицата кои што имаат изгубено работно место заради ковид. Вториот предизвик беше дали сите работодавачи ќе исплатат платата на работниците. Но тој предизвик го прифативме и не сакавме да нарушиме начелото на пазарот на труд и на економијата. Тоа дека не можеме ние да ја земеме обврската на работодавачите да исплаќаме плати на нивните работници. Обврската законски е на работодавачите да исплатат плата. И затоа ние рековме дека да, средствата ќе ги дадеме на работодавачите, они да испратат кон работниците. И при тоа наша обврска беше како влада, и тоа мислам дека една од работите кои што е различна, да ги најдеме тие работодавачи кои што не исплаќаат и соодветно да бидат казнати. И овде мислам дека повеќе затоа што за прв пат се случува да контролен механизам постои, да ги најдеш, очекуваат дека ние ќе ги казниме. А тоа не е возможно. Во владењето на право се знае кој го држи контролниот механизам, а кој го држи казнениот механизам. И затоа има обвинителство, има судство, има органи. И ако сакаме да бидеме вистинска демократска земја со владење на правото како основен принцип на работење, треба да сватиме дека овие две работи се одвоени и ние тоа го направивме. Но за жал тие 3% секогаш лошите примери преовладуваат над добрите примери. 3% се тие кои што немаат исплатено. Да, од бројот на работодавачи. 3% во вкупниот број, а е помалце од 1% над вкупниот број на работници кои што не би исплатени. И сега зборуваме за генерално ги сакаме да ги етикетираме сите дека гледате што прават, а во суштина не е така и затоа сметаме дека моделот треба и продолжи така како што беше започнат, затоа што само да не забравиме, за месец февруари сите работодавачи плати од своите средства, а ние ги надокнадуваме сега во мај. Сега во мај ги надокнадуваме. Ако беше она младен што предлага, работници за февруари уште ќе чекаат плата. 15.000 не беа платени работа. Работодавачот него тоа што поднел барање за финансиска помош не го ослободуваше да плати платата за февруари и мај. Но сакам да кажам дека имаме и позитивни примери. И гледаме дека во февруари бројот на компании кои што аплицирале за да добијат помош е 11.900 компании и 32.000 работни места, тоест плати за исплаќање. Во март е нешто малце помал, незначително помал, но тоа укажува дека и работниците, тоест работодавачите и работниците веќе ја увидоа дека потребата од взаемна почит, да кажам, затоа што овде нема почит, имаш права кои што излегуваат од договорни права. Дека мора овде да се држиме едни со други, затоа што нит опоравувањето нема да биде возможно сами по себе. Нит работниците, нит работодавачите нема да можат да очекуваат понатаму ако взаемно сега не се почитуваат и ги се огледат своите интереси. Но има доста овде за зборење. Да. Дионски. Ние направивме еден механизам уште со претходниот премиер Оливер Спасовски, каде што рековме кога почнава пандемија во месец март и голем дел од работниците беа отпуштени, и рековме во ставот мислам 6 од таа уредба, секој работодавач кој ќе ги врати работниците, тоест бројката што било претходно за месец февруари, може да добие парична помош од 14.500 па понатаму до 21.700 денари. И тоа искочи како една добра мерка, бидејќи работодавачите треба да дојдат на претходната бројка, тоест да ги вратат тие работници, за да може да аплицираат за таа субвенција за плати, пак ќе кажам, кој изнесува 14.500 или таа една минимална плата во тоа време. Исто така,
Ние малце како синдикат бевме навредени, бидејќи кастеа субвенциите за месеца февруари и март, и ќе искористам приликата да апелирам до пратениците, се она што ќе го договориме како трипартитно тело, представници на работниците, работодавачите и владата, треба да помине во законодавниот дом. Зошто? Бидејќи јас зборам од аспект за работничките права и за работничката финансиска поддршка за плати. Бидејќи видовме, дојде Великден, за месецот февруари и март, згорам вкупно, не паралела помидува, имаше 56.000 работника кои не земаа плата. Може личи 3%, тоа е вистина што го зборате вице-премиерот и председателот Ангел, но тоа се пак 56.000 работници. Па после, знае вице-премиерот, му вртев, дај да пушти на текстилците, на туризмот, на гостителството, за како да можат пред празниците да ги достоиме луѓето барем со една плата која не ја примиле, за подоста и вице-премиерот, како што кажа, ќе биде исплатена до 15 мај и следната плата. Затоа апелирам до пратениците. Се она што ќе го донесеме трипартитно, не збораме за владата, да ќе учествуваме сите чинители на општество. Кога се работи за работникот, да не бидеме пазар за некакви партиски или политички спогодби или не знам што. Него да биде изгласано, бидејќи тие пари ни се неопходни. Првен за екзистенција на нас работниците, а второ и за фирмите да можат да бидат ликвидни, да обстојат, тоест ние работниците да и понатаму да работиме во нив. Добро, Ристевски, во однос на исплаќањето на платите на работниците, вие увидовте ли поголеми малверзации? Па видите, како што знае јавноста и владата ги обзнани кои се тие компании кои што не земаа плата, ние имавме малце порадикален пристап кон ова. Мислиме дека владата премногу им даде на работодавачите, зашто буквално во исти кош ги стави сите. Ја мислам пандемијава требаше да се искористи баш за одредена селекција во приватниот сектор. Не може секој да биде газда. Знаеме ние како стануваат газди, јас сум говорил на таа тема. Ќе дојде неговата партија на власт, отвара компанија, светлички реклами, одеднаш мислиш каков бизнисмен овој работи и кога ќе му падне партијата од вас, буквално клучот настава на таа компанија. И владата во иднина овие средства што ги дава, мислам треба да бидат насочени баш на оние компании кои што се општествено одговорни. Не може мене некој да ми каже дека минатиот период кога беше златно време, кога газдите, приватњаците правеа едномни суми на пари, сите сме сведоци, одеднашка кола, джип, не знам, лудување низ градов, еден кафич, уште еден кафич, и сега кога дојде малце зор, гледате, дури ни го земаа просторот. Расправајќи се буквално ние меѓу себе како синдикати, гледате у последно време кој штрајкува. Газди, работодавачи, комори, извршителите протестира едно време. Уште банките останува да дојдат и да протестираат. Сакате да кажете, газдите не си чепнаа во оној заработен Не процес? чепна, тврдам. И затоа ние сега само собираме податоци. Секој дневно доаѓаат кај нас од компаниите и верувајте, доаѓа периодот брзо дека ова ќе се смири пандемијата. Ние она што го кажав преска, жестоко ќе реагираме пред таквите компании. Буквално не знам колку ќе бидеме обвинувани дали од владата, дали од било кој, ќе ја блокираме таа компанија, мора да обзнаниме, мора газдите да сватат еднашка дека работникот е главен. Работникот е главен и во семејството и во државата. Ако нема добар работник, не е задоволен, јас сум кажувал, нема среќа тука. Не може да се дозволи, значи гледате сега како оваа влада чиспадне са фалам, јас само сум рекол, ние кај што е добро фалиме. Тоа што вече ни го критикуваме. Сега се дава, гледате, ваучери за премногу општо. Ги имате угостителите. И навистина не работеа со долги периоди и паузи. На нив аплицирате кога велите тие газди? И на нив, поготоа нив, меѓутоа има и компании. Има и компании, верујте, не може да немаат пари да дадат плата, да ги пазите во ваков период, го оставаат граѓанинот без екзистенција. Во време на пандемија, кога болести да преживее, не може да излезеш надвор, поранеш ние се сноѓаме. Дали ќе проработи вамо, нешто ќе донесе некој ден. Сега кога беше блокиран, газдите мирно седат, ги чуваат парите. Ние ќе се, како што кажав, се надам владата не седат, штрајкуваат, значи па штрајкуваат, ви реков, па повеќе од нас ни го земаа просторот, ни ја земаа улицата. Меѓутоа ви гарантирам ќе видите како ќе биде периодот што доаѓа. Ајде да го чуеме Димитров. Да спуштаме темата на она што е вистината, на озбилната состојба што се наоѓа Македонија како и другите држави предизвикана од пандемијата. Значи, не постои држава во свет која покрај здравствена криза не презема мерки за помош на економијата, за да се задржат работни места, за да може после пребродувањето на здравствена криза да почне економијата да живее и да бележиме стапки на раст. Значи, од најсиромашните до најбогатите држави нема држава која не се задолжи, не зема нови кредити само за да го спаси стопанството. Значи, не сме само ние.
За мене е добро што Светска банка излезе со една анализа дека по износот што го потрошила од буџетот Македонија со средствата што ги дала за помош на стопанството, за да спаси еден работник е меѓу најекономичните во регионот. Значи ние со малку пари сме обезбедили многу работни места, сме спасили. И јас сум сигурен да не беа тие 5 сетна мерки, верујте, најмалку 40.000 луѓе ќе беа на улица. Тоа, значи пандемијата беше цело затварање, ова гостителите може се најмала работа, значи цели дејности останува без работа. Се пред месец дена 90% силците седеа дома заради големиот локдаун во Германија. Значи тоа е факт дека да не зборуваме дека само во Македонија и дале на газите. Не и дале на газите, туку владата сакала да ги задржи работните места. Инаку што се однесува до предлогот парите директно да стигнувале до работниците, ја уште на први економски совет кажав нема за мене никој проблем. Нека дали ако е тоа возможно. Но што се покаже? Прво тоа не беше возможно затоа што поред законот плата исплаќа работодавачот, не исплаќа буџетот. Ова е на еден начин компензација на тие пари што работодавачот ги дава на работник. Второ, дава владата 14.500, сега само минималната плата е повеќе од тоа, треба и придони се платат. Во мојата компанија исплати сега 300.000 евра бруто плата, добив 110.000 евра помош, значи јас мора да имам уште 200.000 евра резерви, финанска конструкција да ја покријам платата. Така да, и на крајот ова што се случи сега за февруари и март, испадна дека е добро вака што биде. Бидејќи ако помошта требаше директно да се уплаќа на работниците, замислите уште работниците ќе чекаат плата за февруари. И бројот на работници што остануваат без плата, тоа па го објавува секојаш и порано е било и пред пандемијата, само бил помал. Сега пандемијата предизвика поголеми проблеми. Не, за мене е битно ова што го зборуваше Ристос, ќе ќе го прашам и господинот Бетики, дали владата направи некоја анализа кога даваше пари? Колку од тие компании на кои им се даваат пари во последните 5 години, например, и колкав профит имаат остварен? За да знаеме со што располагаме, нели? Самиот закон има ограничувања. Потребна е еднаква распределба и на трудот, но и на парите. Буквално да. Веќе со четвртиот и петиот пакет на антикризни мерки се додаде во законското решение одредба дека компаниите кои што имаат и акумулирана добивка во изминатите 3 години над одредена висина не може да добијат финансиски средства, затоа што сметаме дека има доволно акумулирана добивка за да исплатат за да може да издржат извесен период. И законски беше. Во платите на 39.900 не се компензираат. Имаше друг лимит, например, видете, имате одредени сектори кои што секако се погодени, но исплаќаат плати повисоки од 39.900 и они не се помогнати. И навистина не да се каже дека што направивме, туку се обидовме да биде таргетирано. Дали можеше повише? Секако можеше. Дали можеше побрзо? Секако можеше. Го кажа и Дарко. Дека да имавме малце повеќе разум сите, ние сите мерки ќе ни беа многу понавремени, затоа што немаше да се покажува колку сме големи политичари или помали политичари на грбот на третата страна, тоест на грбот на работникот или на работодавачот. И ова е тоа што, за жал, веројатно ќе пишуваме понатаму сите ние кои што бевме дел од економската криза, што ни се случуваше лошо, а би требало да биде поразлично. И секако велам дека ние ги согледуваме, дојдовме со 6-ти пакет на мерки, јас сум кажал дека ќе дојдеме и со друг пакет, ако сигналите од економијата се такви да укажуваат дека е нужно да се помогне. Затоа што еден ден, и ја ова морам да го признам, трипартитниот диалог е исто како кога збориме за трипл хеликс во образование. Наставникот, родителот и ученикот. Ова е трипартитниот диалог. Ние сме тука заедно за едно добро, а тоа е како тешките моменти заедно да ги премагнеме и како предизвиците кои што секојаш ни стојат, а тоа е предизвикот да се живее подобро во нашата држава, да го направиме реалност. И ова е местото кај што треба да се дискутираат и ние ги дискутираме. Не спомнавме денеска за минималната плата, не спомнавме за потрошувачката
кошница. Не спомнавме за сите предизвици кои што ги имавме, да не забораваме. Пред 4 години. Јас сум бил во емисија со Маријан пред некое време, кога не бе вице-премиер. Маријан, сум кажал, предизвик е за еден млад човек. А јас не се рачунам млади, има помлади од мене. Но се уште верувам дека може да се најде. Предизвик е да видиш работник да му требаат 4 минимални плати за да ја покрие потрошувачката кошница. А денеска да зборуваме за 2 минимални плати за да ја покрие потрошувачката кошница и да се стремиш како политичар да дојдеш на 1,5 минимални плати за да ја покриеш потрошувачката кошница. За тоа треба да се бориме во трипартитниот диалог. Не треба да кажуваме на крај сите застапуваме исти интерес, а тоа е дали може да се живее подобро во оваа наша држава, затоа што ќе биде сулудо да зборуваме и јас како политичар, но и Дарко како синдикалец или Маријан и Ангел како работодавач, така, кога нема да имаме за кого да зборуваме. Како да направиме да овде се живе, а кој ќе ги застапува нивните интереси, сите до еден. И Маријан вели, ќе бидам јас како вице-премиер на вистина заинтересиран. Да, Маријан, јас сум заинтересиран затоа што сум избран да ги слушам сите и да ги застапувам нивните интереси. Дали се работници, дали се работодавачи. Ако ги немаме работодавачите, за какви работнички права ќе зборуваме? Ќе отвара работни места, точно. Ние искреиравме 60.000 работни места во 2,5 години. За тоа се надевам, затоа зборувам секојдневно со работодавачите и со коморите, затоа што они ќе бидат генератор на креирање на работни места. Мене ми требаат 80.000 работни места да се искреираат во стопанството, за да ги згрижам сите работници кои што останаа без работа и новите кои што доаѓаат на пазарот на труд. За ова треба да се бориме, за ова треба да зборуваме. А тоа дали еден е порепрезентативен, не ни треба репрезентативноста. Дојдете, седнете, ќе зборуваме по сати, по денови, само да најдеме решение. Ова е тоа што нас ни треба како држава. И мислам дека една за секојаш дека кризата ни покажа дека разумот треба да преодладее над се. Верувајте, не сме држава во Западен Балкан кој што има направено малку во периодот на криза. Ке кажа Светска банка, укажува другите финансиски институции, но јас сум таков да секојаш велам. Треба уште повеќе да направиме. Уште за повеќе права, затоа што од повеќе права глава не боли. И затоа ќе се бориме секој еден ден да слушаме што е потребно да се направи, а дали ќе имаме испади во системот, секојаш има. И најдобриот софтвер во светот, еве користиме сите софтверски решења, па еднаш на денот ќе ни направи еден баг и ќе не останеме без нашите уреди. Добро. Со кого имавте најголем проблем за минималната плата, со работодавачите ли? Не, Или со синдикатите. За малку се разидовме. Иако се работеше за статистички податоци. Да, за малку се разидовме. Не за политичка расправа. Да. Сега имаме порасна минималната плата, Димовски. Према вака. Законот за минимална плата во членот 4 вика секој март треба да се согласи минималната плата. Значи тоа не е покачување, покачувањето е друго и може да збориме на друга тема за покачувањето, а вика осогласување. И таму вика 1/3 од порастот на просечната плата, 1/3 од порастот на бруто домашниот производ и 1/3 од потрошувачката коштичка. Трошоци на живот. Да, трошоците на живот или под синдикално потрошувачка коштичка. И сега ние дојдовме до едно разидување терминолошко каде што вика таму порастот. Владата и работодавачите сметат дека порастот може да иде од плюс кон минус, а ние како синдикат, како Сојуз на синдикати на Македонија сметаме дека порастот значи само идење на плюс. Ако не расте, значи остануваме на стапката каде што сме застанали минатиот пат или не пораснало тоа нешто. И се разидовме буквално за тие 180 денари и ние и до ден денеска сметаме, се обративме до етоци и до итус да дадат оние специфично видување на тоа, да видиме кој е во право, ако не се во право јас ќе им се извинам, ако ние сме во право, ќе треба да поправат грешката. Иначе, ако збориме за покачување на минималната плата, бидејќи знаеме таа синдикална потрошувачка коштичка која пресметува Сојуз на синдикати на Македонија е 33.770 денари. Моментално 2 минимални плати не ја покриваат таа потрошувачка коштичка и затоа ние како Сојуз на синдикати се стремиме минималната плата да изнесува минимум 60% од просечната плата исплатена во нашата држава. Или, народски кажано, таа да биде минимум 16.900 денари.
Само така може да покриеме на 4-члено семејство ако двајцата работник и работничка земат минимална плата и така може да го преминеме месецот. Вака мањкаме за околу 3000 денара. Не, така. Мањкаме за 200 денари. Не, 33.772 денара. Ако е 15 и 200, 15 и 200, тоа ти е 30.400. Значи 3.300 денара сме помалци. Добро. За двајца работници збориме. Не заврши. Ако збориме за минималната плата и ние сметаме според сите европски вредности околу пружувањето дека таму е по 60% и така може да покриеме. Но веруваме во владата си да ветување дека минималната плата ќе изнесува до 18.500 денара, така мислам беше вице-премиер. И ние стоиме, за ова пратомо ќе се докажуваме. Иначе сакам што ова да се надокнадам. За разлика од Маријан, мене не ми смета што штрекуваат работодавачите. Мене ми смета работниците кои не земаат плата и добро работодавачите, не им се ситам, да им помогне Господ на сите. Да видат како е да си без скршен динар од джеб и како те наведува тоа да излезеш на улица и да манифестираш незадоволство, тоест да бараш помош за да не пропаднеш, тоест за да екзистираш. И утре ние кога ги скочиме како работници, да знаат, бидејќи били и они од другата страна. И оваа ковид криза баш ќе ни покаже на сите што е суровоста и дека не треба да бидеме сурови према никого. И затоа, бидејќи ние го ствараме нивниот капитал, се согласувам со Марјан овој пат, дека треба да извадат од джебот и да поделат со нас работниците. Бидејќи не работниците, пак ќе кажам, за договорите на неопределено време што ги бараме. Значи ние веруваме во работодавачот, сакаме да работиме кај него, да ствараме за него. А он нашиот труд да ни го плати. И тука не треба да гледаме и пак ќе кажам, тие договори да бидат сите на неопределено време. Добро, Ристевски, уште и да завршуваме. Ја мислам околу минималната плата се направи грешка уште стартот кога прв пат се определи минималната плата. Тога и храната и превоз беше 4.000, влезе во минимална плата и само 8.000 буквално минималната плата. Беше 2010. Така. Тоа се направи грешка. Тогаш ако минималната плата беше малце повисока, сега ќе го достигнеше тоа рамниште што сите се бориме да биде. Затоа меѓутоа тога никој не го слушаше независниот синдикат, затоа апелирам доколку и понатаму не се слуша независни синдикати, за разлика од тогаш сега осеќам дека имаме од другата страна барем луѓе кои што слушаат што кажуваме ние, зашто стално збориме со аргументи и со факти и можеме да дојдеме до заедничко решение. А онаму каде што ќе бидеме игнорирани, ќе бидете сведоци, жестоко ќе се супроставиме, еве ја користам прилика веќе во сабота стартуваме да се избориме за она што мислам дека сме го заслужиле, значи ние бараме да ни дадат тоа што сме го заслужиле, што сме го обработиле. Не може некој да кажува има диалог во одредени министерства, ќе спомнам МВР и образование, сме направиле бројката, зависи од волјата на министерот дали ќе биде. Тука ќе се противиме жестоко, а што се однесува до работодавачите, ја можам да им обеќам дека ќе видат што значи синдикат во следниот период што доаѓа. Она што го кажав претходно, одиме со возила, блокираме, се надевам на поддршка од ваша страна, каде што бараме поддршка и тврдам, многу работодавачи овој период испаднаа нелуѓе, ги оставија луѓето. Ова криза не смееше, не знам господин Ангел дали има испуштено еден работник, не смееше ни еден да се испушти. Ни еден. Верувајте, добија многу пари, многу повеќе него што нади. Нека не споредуваме со Германија, Франција што било. Катастрофа, работодавачите покажаа дека немаат никаков сенс према работникот и затоа младите луѓе напуштаат. Не можеме да ги задржаме овдека. Има сами сме разговарали, има работодавачи кои што не заслужиле. Може да кажеш дека работодавачите генерализирање не. Али работодавачите у ваков период да испуштиш ти работник, треба стварно да си, значи остави го. Не може да се излезе од дома и ја ти викам, абе те бркам. А тврдам, многу убаво во минатиот период живеа многу лагодно, со многу средства, беа оставени од државата, се надам овој пат државата ќе ги притисне кога ќе помине овој период, а ние сме тука да ги детектираме проблемите што нема да бидат и јавно ќе ги кажуваме, немаме намера тука да застанеме. Добро. Јас сакам да имаме успешни синдикати во Македонија. Процентот на луѓе кои се застапени во синдикати да расте, бидејќи тогаш и ние имаме достојни противници од друга страна за кои ќе разговараме. За жал, во приватниот сектор тоа е многу мал. Маријан најверојатно има од јавниот сектор, таму многу полесно се станува синдикалец, бидејќи со вработување во јавниот сектор автоматски стануваш синдикалец. Но да ја гледаме вистината во очи. Пандемијата е начека Македонија во момент кога мораше да прави структурни реформи. Наместо даваме пари за автоматизација, зголемување на продуктивноста, извозот и изголемување на платите на вработените, ние мораше да ги спасуваме овие работни места. Така да мора реалноста да ја гледаме во очи, а не да зборуваме како ние си замислуваме Македонија каде да иде. Сите ја сакаме Македонија богата и силна, но богата економија треба јаки компании
кои ќе бидат конкурентни на светските пазари. Добро, благодарам. Јас за крај само навистина би кажал тоа што го почнав претходно, дека мора повише да се веруваме едни на други, дека синдикатите навистина треба да ги застапуваат правата на работниците. Како они ќе се организираат, се надевам еден ден ќе дојдат да сите до последниот работник ќе биде застапен од синдикатите, затоа што така Светскиот тренд не е баш така. Па добро. Но не, да имаат кој да ги застапува нивните интереси. Секако работодавачите ќе ги застапува интересите на работодавачите, но само верувањето взаемно е клучот на успех. 30 секунди завршувам. Дека светскиот тренд дека паѓаат членство за синдикатите не е точно. Последните информации од ДТЦИЦУС баш кажуваат дека секаде намо каде што има синдикат не се случуваат вакви работи, што им се случуваат тамо каде што нема. Точно, зборуваме за процентот на застапување. И ние баш благодарение и до УРАМ и на другите стопански комори, ние направивме во многу предпријатија во приватниот сектор синдикат, каде што си помогнавме взаемно и понатаму ќе продолжи соработката, бидејќи пак ќе кажам, синдикатот нема интенцијата да затвори фирмата, фабриката или компанијата. Баш напротив, да се задржат работните места, да се плати трудот, а компанијата нека има профит и да обстојува уште 100 години да така. Почитувани, ви благодарам што бевте денеска гости на 24 отворено. Останете и понатаму со програмата на Телевизија 24.